Како и за што се трошеле интервентните пари наменети за ковид кризата кои Македонија ги добила од Меѓународниот монетарен фонд? Никој не знае. Од Министерството за здравство за Алфа велат дека МЗ директно од овие пари нема добиено. Не упатија одговор да бараме од влада или од Министерството за финансии. Како што пишуваат светските медиуми, Македонија го нема доставено извештајот за тоа како се потрошени цели 192 милиони долари од ММФ. Иако, кога сме ги земале парите, сме биле предупредени да не заборавиме да ги чуваме сметките. Македонија е во исто друштво со Нигерија, Конго и Малави, земји кои немаат положено извештај за ревизија на парите. Транспаренси овој факт го оценува како алармантен. Инаку овие финансиски средства земјава ги доби во април минатата година, на почетокот од пандемијата. Тогаш ММФ соопшти дека овие пари ќе помогнат за стабилизација на здравствените и макроекономски мерки, за да се извршат итните наплати за потребите кои произлегоа од пандемијата на COVID-19. Економскиот изглед на Македонија значително се влоши како резултат на пандемијата на COVID-19. Бруто домашниот производ се очекува да се намали за 4% во 2020 година како резултат на падот на домашната и надворешната побарувачка. ММФ од стартот на пандемијата брзо го одврза кесато и даде цели 118 милиарди долари во интервентни заеми во 87 земји во светот. Она што загрижува е дека Македонија го држи 111-тото место по индексот на корупција, што е второ најлошо место во Источна Европа. Се потсетува дека уште во март првиот човек на македонската владина комисија за антикорупција ветил истрага за обвинувањето околу скандалот со набавката на кинеските вакцини, кои излегоа во италијански медиуми. Во оваа афера беа вмешани премиерот Заев и министерот за здравство Филипче, но случајот се уште не е расчистен.